јас би сакал по-конкретно да кажам она што и на ЕСС го истакнав околу можноста работодавачите на сметка на работниците под тие инструменти што ги имаат, инструменти на сила, на репресија кон работниците, да формираат дури синдикални организации. Последниот случај на иницирање на создавање синдикални организации во високото образование токму тоа го кажува, каде што за неполни 2 дена се собра околу 40% од вработените да пристапат кон така наречениот нов синдикат на универзитетот. Се работи за универзитетот УГИ. Ова ние како синдикат го цениме дека е спротивно на домашните закони, законот за работни односи, спротивно на меѓународните конвенции и други правни акти каде што се регулира начинот на формирање и действување на синдикат. Никаде на сметка на тоа и строго е забрането да се мешаат работодавачите во формирање на синдикати. За таа цел ние неколку пати и во јавноста искажавме и писмено се обративме до сите оние кои што според нас, според наше толкување се грешат и ќе се огрешат пред законот ако тоа го направат. Ние денеска и на ЕСС, пред членовите на ЕСС, пред присутните на Економско-социјалниот совет побаравме како Синдикат за образование, наука и култура, кој што и тоа како засегнат за оваа работа, Министерството за труд и социјална политика во рамките на нивните надлежности да преземе мерки во однос на легализација на ваков синдикат. Нашето убедување е дека се прави спротивно на закон и Министерството за труд, односно комисијата, не треба да регистрира ваков синдикат. Исто така, ние како синдикат се обративме и до меѓународните синдикални институции, тоа е Европската конфедерација на синдикати за образование, Интернационалната за образование, Европската и Светската конфедерација на синдикални организации, кои што очекуваме да испратат реакција во однос на ваквите случувања. Подготвени се и кривични пријави против сите оние кои што според нас, според наше мислење, имаат учествувано во организирање на ваков синдикат, кривични пријави кои што ќе бидат процесуирани во текот на денот или евентуално во понеделник. Сакам да искористам оваа прилика по повод денешниот Економско-социјален совет. Како што знаете дека во минатото Конфедерацијата на слободни синдикати оштро се спротивставуваше на одредени законски решенија затоа што не се исполнуваат. Денеска го изнесовме тоа и пред новата министерка за труд и социјална политика. Можам слободно да кажам дека целата наша борба, за која што поднесовме големи жртви како синдикални лидери, кои што добивме безброј откази од работодавачите, мислам дека побаравме денеска и мислам дека треба да престане. Треба да се почитуваат законите во оваа држава, значи треба да се почитува и законот за работни односи, и законот за минимална плата, затоа што во минатото, користејќи нашата алатка во делот на Економско-социјалниот совет, кога баравме од министерката да се почитува и делот за минимална плата да се стави на дневен ред за усогласување на колективните договори и платите во јавниот сектор поради покачувањето на минималната плата, беше оштро отфрлана. Ние не пуштавме тие седници. Тие седници носеа заклучоци без кворум и на тие седници се носеа суштински закони во делот на работничките права, каде што спогодбата, која што согласно законот бара заклучок, значи обавезителен заклучок. Така да еве го денеска се надевам дека оваа практика и овој феномен што се случи во Економскиот социјален совет и побаравме да веќе престане, да се почитуваат законите, да се почитува деловникот за работа на Економско-социјален совет, да се почитува и меморандумот за соработка, така да мислам дека во иднина еве се надевам дека можеме да оствариме еден добар социјален диалог, затоа што сите социјални партнери имаат што да кажат во тој свет.